Прекорот на кикотливците. Роди Дојл. Чичко Мек си врвеше кон железничката станица. Утрото беше сончево и прекрасно. Птиците на дрвета си подпевнуваа омилени песни. А ветрето што дувкаше разлеваше мириси на појадок, сланинче, јајца, копанчиња и зелка. Си рече Чичко Мек. Чичко Мек беше расположен. Море Чичко Мек беше ептен расположен. Си носеше ручек за на работа, но и изненадување во термосот, а на образите се уште го скокоткаа бакнежите за довидување на неговите дечиња. Одеше на работа, а многу си ја сакаше работата. Море Чичко Мек ептен си ја сакаше работичката. Работеше во една фабрика за бисквити како вкусувач на бисквити. Предупредување. Мислиш што ти знаеш што се бисквити? Оние што и мачкаш путер, оние што се јадат со млеко. Ете така си мислиш. А Бога ми имаш право. Ама не ако живееш како мене во Ирска. Во Ирска она што за тебе се колачиња, за нас се бисквити. Чичко Мек е вкусувач на бисквити. Арно, ама да живее кај што живееш ти би бил вкусувач на колачиња. Подоцна во книгата се среќава зборот фластер, а фластер на ирски е ханзапласт на македонски. Ова се мощни корисни сознанија. Размисли, може би еден ден ќе дојдеш во Ирска, ќе налеташ на дуќан или продавници и ќе викнеш: "Помош, помош! На моево колаче му тече крв. Дајте ханзапласт." Арно, ама сега кога ја читаш книгава, знаеш дека треба да викнеш: "Помош, помош! На мојов бисквит му тече крв, давајте фластер." Е, тогаш ќе те разбере. И не заборевај да кажеш "ве молам". Ако има уште некој непознат збор, веројатно ќе биде објаснет во речникот на крајот на книгава. А кога веќе сме тука, само да знаеш дека во оваа книга нема диносаурус. Ниту виолетов диносаурус, ниту распеан диносаурус, никако. Ме фати мерак да ставам еден диносаурус со кожнена јакна што ги заплашува старите, ама баба ми не кеше да ја зајми кожената јакна. Па без гајле опушти се, овде нема диносауруси. А сега да се вратиме на приказната за Чичко Мек. Назад на глава прва. И така Чичко Мек многу си ја сакаше работичката. Имаше задача да се увери дека во секој бисквит има токму толку чоколадца колку што треба, ако во нив требаше да има чоколадца воопшто. И ги мереше за да провери дека се таман правоаголни, ако требаше да бидат правоаголни, или таман тркалезни, ако требаше да се тркалезни. А што е најдобро од се, ги вкусуваше. Но не сите, вкусуваше 3 наутро, 4 попладне, за да провери дека вкусот им е погоден. Одвај чекаше да оди на работа, зашто денес требаше да ги вкуси нему најомилените бисквити на светот, смокварки. Фабриката произведуваше 365 вида бисквити, различен вкус за секој ден од годината. На Чичко Мек му се допаѓаа повеќето бисквити, а некој од нив посебно ги сакаше. Ама смокварките секогаш му беа на прво место. Му се допаѓаше формата, му се допаѓаше како мирисаат, му се допаѓаше нивната досетливост. Баш досетливи бисквити, без шоколадо, а вкусни. А денес беше ден за вкусување смокварки, па Чичко Мек беше ептен среќа. Но одејќи кон станицата, штом кршна на аголот, виде еден галеб кај седи на една гранка. "Еј, Чичко Мек, знаеш ли што?" му рече галебот. "Ичнитем риба." "Не сум знал дека галебите слетуваат на гранки," рече Чичко Мек. И си продолжи па патот, ама се подзаврти за да го види уште еднаш галебот. И како забелја, не го виде кучешкото лајно на тротоарот, баш пред него. Кутриот Чичко Мек. Со чевелот беше готов да шлапне право во лајното. Глава втора. Е добро да што дека? Што дека? Да, што дека? Нема човек што не згазнал на кучешко лајно, дури и кутрињата од време на време знаат да згаздат на кучешко лајно. Ама ова беше ептен големо, големо колку торта. Пресно, влажно кучешко лајно. Мореќе да беше неголемото кучешко лајно на светот. Е, добре да големо лајно. Што дека? Ова е додавно, ќе прескокнам некоја страница да видам да не пишува уште за бисквитите. Чекај. Приказната не е за бисквитите, не е ни за лајното. Приказната е за луѓето што го оставија лајното на патот за да згазна Чичко Мек право врз него. Зар луѓе го оставиле лајното на патот? Што ме кучешко лајно значи дека е од куче, нели е така? Така е. Значи на патот пред железничката станица застанало едно куче, си поседело и пред да фати магла го оставило лајното, нели е така? Не. Лајното е кучешко, ама не го оставило кучето. Всушност, оваа приказна е за малецките човечиња што го оставија таму, само 10 секунди пред да кршне Чичко Мек на агол.
Ако сакате да ја дочитате оваа книга, можете да ја најдете на продажните места на книжара 3.